Добар ден, моето име е Оливера. Стартуваме со најновата сезона на емисијата Срце на дланка. Фруид ке рече, направени сме од месо, а мора да живееме како да сме од железо. Мора да веруваме со целото срце во доброто, бидејќи така стануваме имуни на сето она што е лошо. Така ги победуваме сите стравови. Низ изминатата сезона, во втората сезона на Срце на дланка, снимивме повеќе од 80 семејства. На голем дел од нив беше помогнато благодарение на вашата хуманост и емпатија. Само дел од нив во оваа емисија ќе можеме да ги погледнеме, за да се пофалат, но и да се заблагодарат на сите вас кои што дониравте и кои што помагавте тие денес да живеат подобро. Затоа ќе ве поканам сите вас следните 45 минути да бидете на оваа фреквенција, бидејќи на тој начин ќе да знаете кои се семејствата кои добија многу и на вистина благодарение на вас денес живеат подобро. Владко Давидковиќ од Скопската населба Радишани заедно со своите браќа и сестра живееше во многу лоши услови. Сите се со посебни потреби и учеле во училиште за деца со посебни потреби. Тие се без родители, сами се снаоѓаа како знаеа и умеа во услови кои навистина беа многу лоши. По нашата екипа откако беше во нивниот дом се огласија властите, но исто така и хуманоста од народот си го направи своето. Денес тие имаат многу подобри услови за живот и сакаат да се заблагодарат на сите вас. Само комплетно семејство е среќно семејство. Важноста во растењето на една личност е воспитанието во првите години од животот. Затоа и обично се вели дека не треба само да му дадете крилја на детето, туку треба и да го научите да лета. И можеби Владко Давидковиќ од Скопската населба Радишани немал среќа да биде како и сите останати, но имал среќа заедно со неговите браќа и сестра, барем да биде добро воспитан од родителите, пред тие да ги напуштат за секогаш. Иако добро воспитани сепак тешко минуваат деновите на ова младо семејство без родители. Тука сме родени, да, во оваа куќа. Да. Тука сме родени. Вашата мајка не беше во работен однос, но татко ви работеше. Да. Беше малку полесно затоа што земаше плата и како ви изгледаше еден ден кога бевте целосно семејство, Владко? Кога ќе дојдевте од школа, кога ќе се соберевте? Па нормално мислам по другчие изгледаше. Не така бевме цело семејство, сега мислам пошто родителите ги нема, нормално не може да биде исто, мислам малку е по другчие. Кога почина татко ви? 2015 на 1 септември. А потоа се случи уште една трагедија, лани. Да, лани на 1 април, значи кога нашата мајка почина, значи пред да почне ова со корона, значи со корона, значи и од тогаш мислам уште една се промени. Многу пати знаеја и да гасна телефон за да не се звони, да не се јавува. Не ни помогна едноставно. Вие не бевте мокни да ја помогнете сами? Па не бевме моćни, значи не да ја помогнеме. 2 пати мислам ја однесовме на лекар. Како ја однесовте, со што? Па со такси. Со такси ја однесовме и на Бит пазар во таа полуклиника што е амбулантата и дадоа, значи инекција за да се смири малку болката, да се пушти, али не ја обрнаа некое внимание посебно. Така мислам, како да кажам, гледаа само колку да не Пуштат. Колку да не пуштат, да се колку да поминеме и да не пуштат. Се исплашив, која пипна вода беше ладна, зделна беше како камен и ништо ми скочив надолу од воздухот, да се стабилизирам, да гледам при себе, знаеш. Некако се исплашив кога бев во таква состојба. Избегнуваш да плачеш за да не го вознемириш и Да, Мики? па ако плачам и да се исплашив, знаеш, он дека не разбира, не знам да ти кажам, ама тоа чувствува. Ако плачам пред него, да се исплачам, и он да почна да плачам, да се исплаши, затоа избегавам пред него. Зашто ако не знам да ми каже, ама разбира. Ти ја плачеш, ја не плачеш, нема фајда. Не можеш да ја вратиш? Да, и да плачеш, не можеш да ја вратиш. Имало ли никогаш, сте биле ли во ситуација да поминете ден без пари, да немате за храна? Па Кога ќе се подмират сметките, кога ќе
останат само минимални средства? Да остане едва и само за леп? Или ниту за тоа? Па, до сега такво нешто не се случило, што внимаваме обично на тие работи, така да... Како поминувате со 15.000 денари месечно? Колку треба да се внимава за со 15 да се помине месецот, Владко? Па, колку треба се внимава, значи... Јас да мене слободна вадам, значи, сметки едно друго, значи, па, остануваат, што знам, некои 8 или 7 милиарди. Откако ќе платиш струи, Да, вода. Останува, значи, и другиот брат, он што работи, и он помага, па така некако поминуваме. им оставате веројатно на Мики и на Марина пари за да нешто кои треба да купи? Да, им оставам, мислам, обавезно, значи пред да појдам на работа, им оставам за да се купи, значи, нешто ако треба, па за мене и не е ни важно дали ќе остане нешто или не, важно е за нив да остане. Еве денес конкретно беше на работа пред снимањето Да. и очигледно е и дека си гладен, дека не сте ручани. Кажи ми, што денес ке ручате? Како ќе го поминете денес денот? Ќе видиме нешто, ќе направиме нешто, Нешто ке мачкате? па нешто такав. Или сендвич? Ќе видиме нешто, ќе се снајдеме, или ќе мачкаме нешто, или сендвич, или компири ќе спржиме. На тоа решу што едве работи. Да, едва е работи скоро, мислам работи, али споро е. Споро е, значи. Таман за вечера. Оно ќе бидне, али му треба сепак време. Како ви поминува еве еден ден? Што купувате во продавница? Што најчесто јадете? Само сува храна ли јадете? Па, сува храна. Пошто е невозможно, значи, да се сготви. Не е возможно ниту супа да направите, ниту макарони да сварите, што е најлесно. Бе, може, али не е баш така лесно. Зошто? Па зашто што нема, значи, електричниот шпорот е расипан, имаме едно малецко решо, значи, со две плочи. Немате шпорет. Да, тоа е, мислам, многу споро, многу е бавно и... Кога би имале шпорет, би било ли полесно? Па, нормално дека би било полесно. Секој сака пржена, печена храна. Да. Да. Пример, еве, барем, јас, пример, она не знае да сготви Марина, али јас знам многу работи да сготвам, али, пример, супа, компири да испржам, некоја манџа, значи нешто, али за сето тоа, значи, треба услови да се има за да се сготви. Може би, пак нема да живеат луксузно, но гледањето лица со посебни потреби е навистина терет и за здравите лица, па иако Владко побарал помош од институциите за згрижување на нивното братче Мирослав, тој многу пати бил одбиен од истите. Од меѓуопштински народен центар рекоа дека ќе ни помогнат за да се грижат за него или во некоја установа, значи кај што може некој да го чува него, али досега одговорот таму нема. Од општината, од други институции, од општината каде живеете, не сте побарале помош? Не, само единствено имаме побарано во меѓуопштински народен центар, тоа кај Министерство за правда, што е во тој меѓуопштински народен центар имаме побарано. Тешко е да се чува. Па, тешко е, да, на Марина е многу тешко. Да, не е баш лесно. И јас си помагам, али кога јас не сум тука, она се грижи за него, го пресоблекува, му дава за јадење. Највеќе од се, значи, што он мора, значи, со не кажува, пример, кога му се оди во веце или со памперси.
Пред нашето заминување овие храбри млади луѓе посакаа реновирање на нивниот дом, посебно кујната за да не дишат мувла секој ден, но и шпорет и фрижидер за да можат да готват соодветно, зашто од смртта на нивната мајка тие готвена храна не вкусиле. Куќата да се среди, значи да нема начална влага, значи кујната да биде функционална, да може значи нешто да се сготви, да не биде секој ден се едно исто. Кујната е нефункционална, да садовите ги миеме надвор, значи мораме на тоа решо што рековте вие дека и јас што реков уствари дека едва функционира, топлиме вода, па надвор јас ги мијам, значи Марина ми помага да не падне нешто да се скрши. Нема бољерче за топла вода? Па бољерчето речиси да е нефункционално како и другите работи во кујната. Умивалникот, тоа мислам, кај што се мијат садовите, работната маса, не онади. Работната маса, значи тоа е веќе све 100% уништено од влага, значи издеформирано. Би треба комплетно реновирање на просторот во кујната и тоалетот. Да, комплетно реновирање, мислам, плочките исто се уништени. Значи патосот кај што се оди вака е скапано, значи од влага. Пред крајот на минатата година го посетивме во студениот дом во кој речиси ништо и не функционираше. Во лоши услови и со лош начин на живот, Владко врзуваше ден со ден, но само ден после објавувањето на нивната сторија во срце на Дланка, многу работи почнаа да се менуваат во нивниот живот. Една поинаква енергија од зимата, кога пред Нова година пристигнавме во домот на децата, односно луѓето кои што живеат без родители. Тоа се Марина, Владко, Иван и Мирослав. Здраво! Да, здраво! Беше студено и беше навистина несредено кога дојдовме да ве посетиме и кога ја раскажавме вашата животна сторија. Да. Но се случија промени во вашиот живот, Владко. Што се случи? Па по емитувањето на нашата емисија на Срце на Дланка, значи добив, мислам, се јавија доста луѓе. Добивме, значи, доста храна, облека, финансиски средства и од општината, мислам, ни помогна, значи, за реновирање на нашиот дом. Значи, стариот патос е исфрлен, како што можете да видите, има плочки, искречено е, вратите се променети на кујната и на купатилото. Кујна еве, како што можете да видите, има нова. Значи, финансиските средства ќе ги употребиме. Колку добивте финансиски? Доволно ли? Па доволно мислам добивме кои ќе ги употребиме откако ќе заврши со реновирање да го опремиме целосно домот. Тоа што фали мислам да се докупи. Вие, откако ги изгубивте родителите, не знаете што е летен одмор, не знаете што е плажа, не знаете што е водна површина и откако привршивте некои работи тука, што одлучивте со Марина? Па со Марина одлучивме да појдеме на одмор, барем едно 5 дена. Така. Каде бевте и како се поминавте? Да, бевме во Дојран, ова значи убаво поминавме, добро беше, во секој случај подобро него од дома. Многу подобро. Секој организам, секој човек заслужува, нели, да. И едно такво уживање макар и од 5 дена. Да, и јас бев, Марина и Мирослав го земавме. Така. Да. И Мити се радуваше. Да, се радуваше на водата многу. И уште едно многу важно животно прашање се реши по емисијата, а тоа е дека твојот брат Мирослав, кој што е дете со посебни потреби, доби пензија од мајка ти. Тоа беше институционален проблем кој што се реши благодарение на Срце на Дланка. Да. Доби? Што доби? Па
доби, значи, пензија од мајка ми ја наследи, пошто оне, мислам, дете, мислам, со таква диагноза што му следува. И плюс доби туѓа нега, Да, што и плюс претходно не ја туѓа добиваше. нега доби, што претходно, мислам, не ја зимаше, не ја добиваше. Тоа ви е дополнително леснување на вашиот, нели, фамилиарен семеен буџет во Да. току помината месецот. Јас мислам би сакал, значи, да се заблагодарам на емисијата на Срце на дланка, значи, ете, да кажам, мислам, и другите луѓе што се како нас, значи, што имаат како нашата историја, да не се срамат да го стават своето срце на дланка и да ја кажат нивната животна историја. Здраво! Ко готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хемендекс, на око или кегана, абе цело време или. Едино неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Драги Лулевски, од Чучер Сандево е човек кој што боледува од хемофилија. Тој од својата 5-годишна возраст дознава за оваа опака болест и се бори заедно со неа, но се бореше и со условите во кои што навистина не можеше повеќе да живее со својата стара мајка. Затоа постави темели на куќа која што ја гради со помош на донации. Со таа куќа тој не можеше да излезе на крај, затоа побара помош од народот. Денес таа е во завршна фаза и затоа сака и тој да ви се заблагодари. Многумина го губат здравјето за да стекнат богатство, а потоа го трошат истото за да си го вратат здравјето. Но оној кој од дете ќе почне повеќе време да поминува во болница отколку дома, знае дека здравјето е најголемото богатство и дека ниту еден ден живот во најубавиот дворец во светот не може да замени еден ден во кој ништо не боли. За жал, живот во болка бил предодреден за Драги Лулевски, кој од својата 5 година разбира дека боледува од хемофилија, па детството наместо дома и на игралиште го минува во болница врзан за болнички кревет. А тоа, подоцна, ќе му стане и хендикеп за да живее нормален живот во домот кој поради немање финансии ќе му понуди живот еднаков на живот на животно. Драги, 50 години од животот минал тешко и макотрпно, па немам со ништа знае да рече тој, но сакам барем еден ден да го минам достоинствено како човек за да можам да кажам дека и јас живеам. Затоа, најголемата желба ми е новиот дом во кој ќе започне нов живот за мене и мојата мајка. 11 години бев дете градско кое што помина на детска клиника на хематологија и на хематологија за возрастни и останатите клиники кои што се за рехабилитација Козле, максилофацијална и другите да не ги редам. 11 години од моите 52. Може би плюс. Многу е тешко кога ќе се сетите дека 79 влегувате на клиника, доавате дома 82 година. Тоа се тешки години. Лице со хемофилија, ретка болест, оштетувања многу на зглобови, до инвалидска количка пак враќање, пак 2000 година пак до инвалидска количка пак враќање со имплантанти 3, кои што, фала му на Бога, докторот се напати да ги санира овие делови, што велиме ние со мојот хирург Робокап, секој зглоб од оние двијачки треба да се смени. Никогаш не игравте фудбал, кошарка? Па никогаш ниту можевме да играме, ниту па смеевме да играме. Никогаш не фативте топка? Фативме топка, неколку пати фативме топка, неколку пати фативме санка и тоа завршуваше фатално по 3 месеци на клиника за да се санира тоа крварење, внатрешно, надворешно, без разлика какво било. Многу сум бинува, Мирко. Зошто? Зашто? Зашто јас сум се мучила и дракче сум го изгорала. Знаеш што тоа изгорување? Имате грижа на совест? Не. Никој пат не би сум можела, никој пат брак не би створила. Да знаевте дека сте носител, никогаш немаше да се омажете? Да, ама не сум знаела. Само ова
Никој друг не знае. Вас ви беше многу тешко како мајка да го гледате детето во болница. Оф, леле мајко. Маж ми болен, драги болен. Отек кај драги, отивни кај маж ми. Не можам беше ни да зборам. Или не се бањаме, или земаме крпа, се препречуваме во земјанско време, или ако биде топло, коритото си го носиме со нас, па по полек, доле некои черги и со црпката по полек. Така се бањавме последните 50 години, а во зимски услови ова е најболното, го допирате дното на достоинството на еден обичен човек. Јас 95-та година на клацканица бев во домашни услови да побарам од хематологија аутаназија. Затоа што таа болка се коси со здрав разум, дали да продолжите. Сакавте да ве успијат? Та со Неките да смртоносна или... продолжите да живеете? Не. Но како верник на Бога, одлучив жртвата да бидам моето тело, мојата болка. Не знам дали сгрешив. Сега, во овие години, мислам дека не сгрешив, затоа што најдов еден ангел кој што се вика Ѓурица Ќаева, кој што заедно се крепевме еден на друг. За жал не е помеѓу живите. Таа ќе биде секогаш со мене, секогаш со нас. А може би ќе почека за да бидеме кај незе. Но тоа ми е нешто посебно драго од Бога дадено. 7 години пријател, другар, сестра, брат, се она што еден човек сака да го има. Јас кrenувам се. Заедно со незе направивме еден апел за изградба на еден дом, за едни нормални услови да можете да имате тоалет. Вие да имате литро и пол шиша кој што ќе мокрите покрај самиот кревет, а во истиот момент во дворот или на телефонот ќе ми знацмени пријател, роднина, како да се криете дека вие не сте во можност да одите по мала нушта. Правиме нова куќа со донација. Не кријам. Со донација, пријатели, браќа, сестри, нешто ваму таму, пријатели, драгиви, највише драгиви другари. Да го направиме куќичко, мислам дека драги ќе ми грее. Ќе ми грее. И не очекував рамнодушност од народот после една ваква сторија, па затоа денес бевме да го посетиме повторно Драги неговата мајка, за да видиме докаде е со работата во куќата за која вели тој е дом отворен за сите луѓе. Нашата прва средба во старата куќа и се уште во изградба она што требаше да биде и она што треба да е твој нов дом. Драги Лулевски, здраво по втор пат. Ви благодарам што сте тука и во една друга димензија со поголема насмевка и со поголема радост и среќа, затоа што ближи денот, може би денови се во прашање дали следната или последната недела да се внесеме во новиот дом. Од февруари до месец октомври се малтен пола година, месеци во прашање. Имаше ли реакции по нашата емисија, по твоето излегување во Срце на дланка? Како течеа работите? Се работеше? Јас те пратев и во твоите лайв видеа и сите оние работи што ги објавуваше, иако има уште за доправување, не е нели она финална фаза, но сепак ти планираш оваа зима да ја поминеш во новиот дом. Планот ни е и есента да ја поминеме во новиот дом, затоа што имаме повеќе елан, верба во се. Пред се во добрите луѓе. Февруари од денешен аспект, октомври е далеко. Но поради временски услови, лето, одмори, се разбуди уште еднаш човекот кој што има срце, кој што има душа. Целата
ова Македонија изобилува и со многу добри луѓе. Ги разбуди емисијата, луѓето кажуваат дека навистина биле трогнати од емисијата, но само ќе им кажам дека благодарам, тука беа тука, пак се тука и еден вид апел да продолжат, затоа што убавите стори и убавите дела само може луѓето со големо срце да ги направат, а ние тука ги имавме во поголем број. Затоа и емисијата е Срце на дланка. Сите овие луѓе го ставија срцето на дланка. Дојдоа тука, го направија ова. Ако имаме повеќе време, може да ги видиме и останатите простори, но едена реченица ќе кажам, веќе сме на прагот за влегување во новиот дом. Ова го чекаше, овој момент го чекаше сиот свој живот. Да. Ова е твојот сон. Видете, радоста не се мери ни со километри, ни со килограми. Пред 4 месеци собава ја обоевме во бело и во другот ќош. Кујната ја поставивме каде што ми е донирано уште пред 5 години. Велиме, дали ова е можно дека ова е наше? Дали знаете колку има убавина во едно срце, во една душа, кога ќе видите луѓе доаѓаат, некогаш тројца, некогаш една, некогаш 8 луѓе, кој колку знае, кој колку умее. Немавме ниту еден и пол мајстор со знаење, со некоја диплома. Сите ние работевме, ќе поднаучиме од некого и го изградивме. Купатилоно да се лепат плочки, да се коват шајки на подот и да се редат тули. Тоа го прават само луѓе што имаат преголемо срце и преголема љубов кон човештвото. Дали солзите во твоите очи што ги гледав и во февруари, но ова се сега солзи радосници, се благодарност за сите оние кои што помогна во... А што мислите, дали не се? Ако емоцијата, велиме, и кога е тага, кога имате покрај себе повеќе, тагата ви е помала. А кога има радост, кога имате покрај вас многу луѓе, радоста е уште поголема. На сите луѓе кои што имаат мак да ве побараат, да дојдат во состојба да веруваат пред се во самите себе си, може би нема тој ден да биде, може би нема за година, ама животот продолжува и понатаму. За 3 ќе дојде. Ти си пример за тоа дека 5 години издржа и дека ништо не е случајно во животот. Јас издржав 11-12 години на клиника, 5 години не издржав, туку 5 години макотрпно работевме. Јас 1% работев, но останатото 99% сите они што дадоа раце, нозе, памет, пари, материјали, имаме во другите соби материјали што ги донесоа и пред 2 дена, за да се вградат тука, прашуваат луѓето што ви треба. Имаме неколку страници во Македонија, мислам на Facebook се не фрлај, донирај. Луѓето прашуваат што ви треба. Ние го објаснуваме точно што ни треба, но ако го имаме, не треба да го трупаме како залика. Треба да се даде понатаму. Така е. Треба да бидете учни, треба да имате срце. Треба да имате душа. А фала Богу, тука ние имавме во тој дел, го имавме во изобилие. И сега кога ќе се нахраните со толку љубов, со толку радост, зарем треба да бидете негативен во момент или да се радувате? Драго ми што има насмевка на твоето лице, што ги повикуваш и останатите со сличен или проблем да се пријават и да секој добие тоа што го посакува, да го оствари својот сон, да го исполни, да исполни својата надеж. Ако имате вие мака, споделете ја. Ако во истиот момент не е во можност, утре нема да ве заборави. Утре пак потсетете го. Денеска сме тука за да ги потсетиме луѓето како беше тешко, како е сега. Многу поубаво. Ништо не е тешко во животот и за секој еден успех така потребен на прв чекор. Да, секојаш е прв чекор најболен, најтежок, но ако не чекорите, не сте дрво насадени, треба да се мрднеме.
мораме да застануваме, животот се движи секогаш напред. Јас мислам дека сите луѓе што ќе гледаат емисијата уште повеќе ќе бидат радосни. Затоа што се затвори еден убав круг, една убава приказна, еден живот кој што дава нов живот. Од утре кога ние ќе влеземе во овој дом, со мајче ќе бидеме порелаксирани, па ќе можеме и ние да помогнеме на некого. Дај Боже, тоа е и целта и на нашата емисија. Од луѓе на кои што им требало помош, да дојдете до срекни луѓе и луѓе кои понатаму ќе ја шират хуманоста и добрината. И ќе дојдеме уште еднаш, кога и конечно ќе се вселите и да видиме како чури оџакот во зима. Радо ќе ве поканиме, ќе ги поканиме сите кои што придонеле ова да биде без врата влезна без клjuč. Секој добронамерен да дојде тука, да може да се чувствува Како у дома. својот дом. Затоа што ова е направено од нив, заедно со вас и со останатите други кои што не помогнале медиумски, финансиски. Завчера ми дава финансиски луѓе ме помогнаа. Не запира, може би полека води, може би за некого, може би е долго. Велиш дека после емитувањето во Срце на дланка некако како да тргна работата, како да бевме отскочна daска во решавање на твојот проблем. Да, и оној дел каде што оџакот ми беше отскочна daска, кој што навистина не беше камен на сопнување, луѓето сите што видоа колку е тешко да се живее во еден мрак. Беа тука. Ви благодарам што сте тука со нас. Се надевам дека и другите домови каде што ќе бидете, ќе ги осветлите како овој наш. Мидијан Весиловиќ од Скопската населба Хиподром е дете кое што е растено во дом семејство. Од мало дете кое што имало само година и половина, тој е растен во домот на тетка Драгица, но по незината смрт тој се бори со биолошките деца на оваа жена. Немаше никакви услови за живот, немаше работен однос и немаше за храна и да преживее. Затоа се обрати на нашата емисија, а денес веќе има со што да се пофали. Ајде да погледнеме и неговата успешна сторија. Мидијан Веселовиќ од бебе бил оставен во дом за деца без родители. На 1,5 година го згрижува господја Драгица, која ќе стане негова единствена мајка. Довербата во него ќе направи таа еден ден да посека да го припише станот на Мето и покрај биолошката ќерка која живее во Австралија. Но кошмарот на ова момче започнува на 25 март 2019 година, кога Драгица ќе го испушти последниот воздух, а Мето ќе биде прогонуван од станот кој му припаднал, а ќе остане и без работа, што ќе значи за него пропаст поради немање основни услови за живот. Тука сум донесен од 1997 година. Како мало, мајка ме донесе. И јас за друг стан начин не знам. Дали ти како дете што го оставиле биолошките родители би им простил на своите родители? Јас прво вака, прво би ги прашал зашто ме оставиле, по која ингеренција ме донеле во ова семејство, дали не можеле да ме гледаат, дали мајката Сабрија била болна, дали јас сум бил болен па не можела да ме чува па ме предала. Седеше во собата, во дневна, на една фотеличка и рече дека ми е жал, вика, за ова дете. И јас се заќутав. Имав, веќе 26 години. Не знав за кое дете е жал. И неколку пати го рече дека жал ми е, вика, за тоа дете. И јас ја прашав од страна, мама, за кое дете ми е жал? Аме за тебе, Мето. Имаше, една биолошка ќерка таа е во Австралија. Она збореше со нејзе и велеше вака преку мобилен телефон. Мама, ова дете те гледа. Мама, ова дете те чува. Ова дете, гледам дека те носи по лекари, дека сте живееле добро, јас го сакам, го почитувам, брат ми е. Мама, препиши го станот на него. Мајка ми го препиша станот, го прогласивме во суд,
али настанава некои други проблеми, дојде ред она да ме гања мене, да ме брка од станот, да ме иселува од станот, дека сум невзаконски вселен од член 247, бе мајка ми се изнесе како куче, господје Оливера. Дали можете да верувате? Кирка и дојде ли од Австралија? Не дојде керка во Австралија, она вака ќе ви кажам. Кога мајка ми умираше на креветот, вака, лежеше мајка ми вака, она вака со телефонот. Мамче, не се секирај, јас ќе дојдам да те видам. Ама во ваква услови не. Ти стани, ќе бидеш подобра и ќе можам да те видам. А мама вака правеше. Мето. И ја испушти душата. Дали е ладно, дали е не, греалка имам. Некогаш ќе се згрејам. Телефонот нема каде да го наполнам. Откако мајка ми почина, значи. Така седам, чекам некој да ме повикне. Да го наполнам телефонот за да можам да побарам што се вика ало, брзо помош дојдете. Оти неколку пати сум лежали на пулмологија, Оливера. Има тестамент медијан, има прогласен тестамент во основен граѓански суд дека е окей тестамент. Тестамент поминал графолог. Графолог вика потписи е на Драгица Милошевска. Барам апел да ми се помогне да можам да останам во станот каде што сум на улица Валандовска број 4 влез први стан 6 од моето детство. Немам ништо да еве. Немам ниту живеалиште, ниту па работа имам. Допред некој ден работев во мултимедија дол Скопје. Зошто не работиш повеќе? Затоа што нашата фирма падна во стечај. И сите не избркава и ни кажува одете си до денеска ви е толку. Земаше плата, барем можеше да преживуваш и да јадеш. Да, барем од тоа што имам, значи платата е 18.000 денари, можев комотно да јадам и да пијам. Али еве сега и тоа го немам. Си останувал во ситуација да немаш што да јадеш? Да, еве сега. Останувам уште само со 3 кришки леп. Последно ми е тоа денеска што ќе го изедам и толку. Што ќе правиш од утре, мето? Не знам. Се бањам со ладна вода, господи Оливера. Што јас можам да настинам, може да умрам, може да ме нема, али што те ги перам на раце, колку што можам, да, сам перам, сам готвам, сам чистам, еве. Што готвиш најчесто? Како се прехрануваш? Па, например, кога јас имав плата, 100 денари ги двое вака. 18.000 ги делев, ќе земам, например, 1000 денари, ќе отидам кај Брко тука во предамничката, ќе земам, например, леќа и едно кромиче, 2 денари, и ќе дојдам тука, ќе го сготвам, значи. Ќе го издрвам кромичето, ќе ставам кари, нане, значи све тоа што ме научила мајка ми и баба ми додека биле тука. Све ми е страв да не чукнат, да речат мето, медијане, излегувај. Па страшни закани има по живот, мене ми препорача, вика, и тука сум ја влезена, вика, со таја, вика, излезете од станот, излези од станот, тато ќе дојде да поспреми и ќе ве изнесе тебе и таја со тебе во црна вреќа. Некој да пушти апел да се вработам или да пушти некоја донација за да можам јас некако да можам да живеам. И доколку би те избркале од станов, барем да имаш некоја соба да плаќаш. Не можам ни тоа да го плаќам, да, ако се вработам, да. А вака не би можел нити тоа. Нека ме остава да живеам тука и да можам да работам и да имаш мирен живот. Да, да имам мирен живот, да може некој да ми дојде, да му отидам мирно и спокојно, да не мислам дека тој што ќе дојде, дека ќе чукне и ќе рече ајде излегувај, јас имам тука гости, што се вика, или јас да отидам на гости и да некој да дојде да ја провали оваа врата. Здраво! Ко готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хеменекс,
на око или кај гана, аве цело време или. Едино, неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Историјата на Мету уште во незината најава најде на голем одзив од граѓаните, па затоа денес тој помирно живее, со сигурна работа и што е најважно, со светлина и со полн стомак. Да ви кажам, прво јас бев како спуштен на нула, а сега сум како на 1000% нагоре, Откако почна хуманноста, како почна луѓето да доаѓаат да донираат храна, све, ја веќе почнав да се дигам како да сум купил нов стан, како струјата, имаше броилото долгови, ја плативме струјата, Што све се случи во комплет. тој поглед? Најмногу ме интересира околу струјата. Ти 3 години живееше во мрак. Ти Да. ви кажа дека не знаеш како изгледа да се избањаш со топла вода. Да, Ти беше загрузено и здравјето. но. Моментот кога светна, после 3 години, светлина во твојот дом. Па моите први 2 солзи почнаа да капат од моите очи, како ја видов светлината во мојот дом. Плачеш. И од како влегов за да се истоширам, ја веќе почнав да се радувам и почнав да се јавам по сите пријатели, роднини, да кажам, готово. Као да се осеќам да сум у нов стан, не знам што да кажам, прво и благодарение и до вас, кога се јавивме кај вас, кога пријавивме дека таква ми ситуацијата, дека сум 3 години без струја, дека ова, дека тоа. И вие одма дојдовте, реагиравте, благодарение и до вас, Оливера Петрушевска, ама и благодарение до сите граѓани кои што веќе пристапија и стварно со голема сила од сите страни, од Србија, од Бугарија, од Прилеп, од цела Македонија почнаа И диаспората? и ширум диаспората почнаа да се шират со донации, со храна, со облека, на секој 5 минути телефонот само ало, како да донираме, како да донираме, како да донираме. Викам, имате, трансансиска сметка, таму донирајте. Доби и финансии, така? Добив пуно финансии, благодарение пак од вас, ама морам да се заблагодарам и до градоначалникот на општината Газибаба Бобан Стефановски, што ми даде работа во јавното комунално предпријатие Газибаба. Ти не беше вработен, односно тогаш Не. кога те снимавме, Не ти бев рече, јас сум вработен. со последните 2 кришки лепи и од утре не Точно знам така. како ќе А продолжи мојот сега можам све што сакам да јадам, си купувам и торта и салати, све си се понашам како да сум во некој ресторан. Пак, сум многу пресреќен, многу сум радосен, животот ми се отвори и да даде Бог на сите, вака сакам еден предлог да дадам, до вас, почитувани гледачи. Доколку си имате мака, доколку имате некој проблем, не се срамете. Сторете го тоа кај водителката Оливера Петрушевска, јавете се, кажете и ќе ви се помогне, како јас што сум среќен, така сакам и вие да бидете среќни во животот и да ви се насмеат среќните лица, како и моето среќно лице. Што се случи околу спорот со станот? Знам дека ви Па се ветија дека уште ќе се среди тоа. адвокат, Бобан Стефановски обети и се уште работи на случајот за станот. Се надеваме дека и тоа И ќе се тоа реши. ќе се реши, па ќе видиме Ќе бидеш толку комплетно среќен и среден. и среден и ќе можат сите мои роднини, фамилија, пријатели да дојдат и да ме посетат. Веќе извесно време имаш струја. Да, веќе има известно време струја, си има фрижидер, си купувам сладолед, си ладам, кога сакам, кај сакам, палам, гасам светло, мада штедам, веднаш откако ја погледна оваа историја од мојот живот, се јави еден газда од ресторанот тука од Скопје и ми понудива веднаш дополнителна работа. Сега си финансиски независен и Да. можеш безгрижно да живееш. Можам безгрижно да живеам, да се радувам во мојот живот, по секој мој миг, да отидам до продавница да си купам све што сакам. Ти благодарам, Мето, што Ви благодарам и на вас, се да. пријави, што успеавме и во твојот живот да внесеме светлина и среќа.
Зарем има нешто побаво од тоа да имате мир во срцето, да живеете срекно, но сепак скромно, бидејќи не е најбогат оној кој што има најмногу, туку оној кој што навистина е многу хуман и многу емпатичен. Ајде и ние да даруваме рози на сите оние кои што немаат, бидејќи на тој начин ги правиме нив срекни, но од мирисот на розите останува и на нашите раце. Да даруваме и да бидеме хумани затоа што нашето малко некому може да значи се.